Првата детска амбасада Меѓаши не се согласува со одлуката на Уставниот суд во однос на донесените измени во Законот за помилување. Директорот на амбасадата Драги Змијанац за телевизија Орбис истакна дека во нивните 24 годишни напори за заштита на детските права и поголема превенција од сексуалната злоупотреба на децата, со огорченост и револт ги осудуваат одлуките на Уставниот суд, председателот на државата да може да помилува педофили. Сметаме дека ова срамна и скандалозна постапка и одлука и воопшто не помага во превенција и заштита на децата од сексуалната злоупотреба, која е една од најтешките травми која може да му се случи на едно дете, и се ова што го сторивме како напредок до сега во негова превенција и заштита е доведена во прашање. Ова одлука крајно го деградира угледот на судиите и председателот доколку постигне по ваква можност да помилува. Недозволиво е педофилите да бидат помилувани, затоа што тие се рецидивисти, го повторуваат делото кога се наслобода и секоја идна одлука од страна на председателот оди директно на неговиот углед, чест и совест. Ако се има предвид дека педофилите се рецидивисти и го повторуваат делото, тогаш секоја идна случка на дете следно жртва на педофилија, првата детска амбасада ќе смета дека председател државата и Уставниот суд се соучесници. Од овие причини во текот на вчерашниот ден Меѓаши упати повик до граѓаните, граѓанските организации, родителите или било кои индивидуалци кои мислат добро на децата да им дадат поддршка за да се обратат до Уставниот суд околу последната одлука. Да го изразиме јавно нашиот револт и да бараме во собранието да може да се раздвојат овие одлуки, да се издвојат, се со цел да им дадеме на децата можност да постапиме одговорно како граѓани и институциите да се стават во нивна функција во најдобар интерес на децата. Се надеваме дека председателот нема да посегне по оваа одлука и доколку се случи тоа, ќе бараме негово отповикување. Веќе стигат мејлови на поддршка на нашиот официјален мејл info.childrensembassy.org. Секој дневно стига поддршката и ќе преточиме во една остра реакција патена и до председателот и до Уставниот суд и веројатно ќе ја добијат и медиумите. Во меѓувреме денес се огласи председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по последната одлука на Уставниот суд поврзана со Законот за помилување. Би сакал да им порачам на граѓаните на Република Македонија да бидат спокојни. Ни на крај памет не ми паднало, не ни паѓа да помилувам педофили, наркодилери, силеџи на избори, терористи, екстремисти, криминалци и се тоа што е. Како и досега, ќе го правам исклучиво она што е исправно и она што е во интерес на државата. Во регистарот за лица осудени за кривични дела за сексуална злоупотреба на малолетни лица и педофилија, од Битола се наоѓаат 10 лица.